Сонцето од Кутлеш кое е забрането со закон. Осамна на реновираната и таа забоја дисана школка во градскиот парк. На реновираното збирно место, за кое никој не знае за колку пари било реновирано. Вчера доцна вечерта со црвена и жолта боја. На средината на ѕидот беше исцртано забранитото знаме. Ги рила акцијата со која се исцртува 16 кракото сонце кое е забрането со Преспанскиот договор. Ги вознемири градските власти. Па час побрку графитот беше отстранет и покриен со бела боја. Од град Скопје останаа неми на ова прашање. Нема никаква реакција, соопштенија, а не одговорија ни на нашите телефонски повици. Но ова не е прв пат. И покрај забраната да се поставува, исцртува и вее знамето со сонцето од Кутлеш, тоа да се случува. Претходно, навивачката група на комити, како што пишуваат медиумите, пред хотелот во Келн го подигнаа знамето. Македонците се бора за своите пратини. По донесената одлука да се стругаат и шахтите на која сонцето од Кутлеш, Горан Божиновски од Битола, кој стана хит на социјалните мрежи, се впушти во герила акција за враќање на сонцето од Кутлеш на шахтите на битолските улици. Со шахтите проблемови најпоследниот што треба да се реши. Друго не гледам. Револтиран сум од то и затоа настапив така. Бришењето на сонцето од Кутлеш и забраната на неговата употреба е обврска регулирана во членот 8, став 3 од Преспанскиот договор, во кој е посочено дека втората страна нема повторно да го употребува на кој било начин и во каква било форма символот порано истакнат на нејзиното поранешно државно знаме. Во рок од 6 месеци по влегување во сила на оваа спогодба, втората страна ќе пристапи кон отстранување на символот истакнат на нејзиното поранешно државно знаме од сите јавни места и од јавна употреба на нејзината територија. Според спогодбата треба да се променат и грбовите на одредени општини кои го имаат сонцето во нив.